Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Откако е пуштен во употреба, 5 лица загинаа на новиот експресен пат Градско-Прилеп, па се прави ново сообраќајно решение. Денеска заменичката министерка за европски прашања Викторија Трајков реализира работна посета на општина Прилеп. Таа се сретна со градоначалникот Јовчевски. Стартува нови ЕУ системи за гранична контрола со земјите од Европската Унија. 1 милион денари за фудбалскиот клуб Победа од општинскиот буџет за опстанок на фудбалските школи и продолжување на надпреварувањето во втората македонска лига. Нов топлотен бран го зафати Прилеп. Температурата достигна 36 степени. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Откако е пуштен во употреба новиот експресен пат Градско-Прилеп, загинаа 5 лица. Затоа се прави ново сообраќајно решение. Само за 2 месеци по пуштањето во употреба на новиот експресен пат Прилеп-Градско, тој доби ознака црна точка. Делницата кај исклучувањето кон автопатот за Скопје од правецот на Прилеп досега одзела 5 животи, а едно дете тешко се повреди. Последната несреќа се случи на 6 август, кога 2 лица од Делчево загинаа откако автомобилот со кој патувале излетал на остриот свиок. Директорот на јавното предпријатие Државни патишта Коце Трајановски објави дека пред 20 дена дал налог за ново сообраќајно решение кое би значило поставување на повеќе сообраќајни знаци со што ќе се предупредуваат возачите дека треба да ја намалат брзината пред исклучувањето. Свиокот е голем, а пред исклучувањето се вози со над 100 км на час, а нема соодветна сигнализација за предупредување на опасноста, велат возачите. Трајановски размислува и за нов градешен проект за овој дел на автопатот, односно изградба на мостови за исклучување со што ќе се отстрани црната точка на експресниот пат. Експресниот пат Прилеп-Градско беше пуштен во употреба на 30 јуни годинава. По изградбата што траеше од 2016 година и чини 44,7 милиони евра финансирани од Европската банка за обнова и развој. Денеска заменичката министерка за европски прашања Викторија Трајков реализира работна посета на општина Прилеп, се сретна со градоначалникот Јовчевски.
Според известувањето од Министерството за европски прашања, Трајко во Прилеп ги презентира потенцијалите за зголемената употреба на европските фондови во остварување на предвидените проекти во општините. Се очекува Европската Унија да ги објави новите јавни повици за користење на европските фондови оваа есен, кои представуваат исклучителна можност за секоја општина активно да учествува и да ги искористи. Посетата на општина Прилеп е дел од незината посета на заменичката, како дел од активностите на Министерството за европски прашања за подобро промовирање на европските фондови, со чија помош се овозможува поквалитетен живот на граѓаните. Помош за опстанок на Победа со дополнителни 1 милион денари од општинскиот буџет. Поради лошата финансиска состојба на фудбалскиот клуб Победа пред почетокот на 65-та седница на Советот на општина Прилеп, одржана на 7 август 2025 година, представници од клубот доставија барање до советниците за итна финансиска поддршка. Во барањето беше потенцирано неможноста за понатамошно функционирање на клубот и итност за непречено надпреварување и функционирање на младинските школи. Поради итноста, седницата на Советот на општина Прилеп за момент беше прекината, а Комисијата за финансирање и буџет одлучи на Победа да ја додели дополнителни 1 милион денари за поддршка. Претходно, клубот во рамките на средствата кои општината ги доделува на спортските клубови и здруженија за 2025 година на фудбалскиот клуб Победа му додели 250.000 денари. Она што следи треба да се случи и да биде организиран првиот собир и почетокот на тренинзите, зашто играчите до овој момент не обавиле ниту еден тренинг, иако првенството започнува на 23 август, кога Победа треба да му гостува на Новаци. Од 12 октомври 2025 година Европската Унија воведува нов дигитален систем за влез и излез, кој ќе го замени претходното печатирање на пасошите. Оваа промена важи за сите граѓани на земјите кои не се членки на Европската Унија. Наместо печати, патниците ќе бидат подложни на биометриска идентификација, фотографирање на лице, земење отпечатоци од прсти и дигитална регистрација на лични податоци и информации за патување. Од државите кои се членки на Европската Унија во регионот, Хрватска е првата што ќе го водведи дигиталниот систем за влез и излез на своите граници кон Србија и Босна и Херцеговина. Ова значи дека од 12 октомври сите патници од Србија и Босна и Херцеговина кои влегуваат во Европската Унија преку Хрватска ќе поминат низ нова постапка. Покрај дигиталниот систем за влез и излез во Европската Унија, Европската Унија воведува и систем ETIAS. Со овој систем патникот аплицира онлайн, плаќа такса од 20 евра, а одобрението важи 3 години. Со дигиталниот систем за влез и излез, регистрацијата се врши секој пат кога ќе се влези во Европската Унија, но не мора да се плаќа ништо. Новиот систем е планирано да се воведува постепено во текот на 6 месеци. По тој период, печатите во пасошите повеќе нема да постојат. Сите податоци ќе бидат дигитално евидентирани. Временска прогноза. Времето денеска сончево и многу топло, дуваше умерен ветер од северо-источен правец. Минималната температура се движеше во интервали од 11 до 19, а максималната температура во Прилеп достигна 36 степени. Прилеп се уште се најдува потоплотен бран, а метеоролозите предвидуваат дека цела недела ќе биде пеколно жешко. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, август 2025.